Синко, чекај ме овде, добро, а? Ајде јас да одам. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Чичко Хасан, како се твоите кози? Добри се, добри. А нека ви е со лесно, девојки. Како си, смилага, а? Ете, некако, тоа е. О, добро утро, добро утро. Тjerko моја единствена. И ти си единствен, тата. Боже, машала. И мајка ти покојна вака убаво ткаеше. Иста си како неа, машала. Повлечи го појако. Малку појако. Ако не го повлечеш појако, ткајното брзо ке се искине. Не бива така, гревота е за купувачот. Да. СКТ-19 црвено возило, тргни се на страна. Здраво. Здраво, здраво. Се случи ли нешто? Ќе ја заплениме колата, господине. Зошто? Ја контролиравме регистрацијата. Имате запленување од даночната управа. Поради тоа мора да ја заплениме колата. Можно ли е такво нешто? Ова возило е од фирмата? Фирмата е должник на даночната управа, господине. Ве молам, не правете проблеми. Добро, но што ќе правам сега? Ќе си го платите данокот, после ќе дојдете и ќе го земете возилото од паркингот на станицата. Зонер! Ово уште може да се користи. Зошто сте го фрлиле? Види, јунак синко мој. Значи и почна. Да работиш веќе, а? Тато, Да. каква работа е ова? Колата ја зема поради даночниот долг. Остави некој ја земат. Нема ли кола за тебе, а? Во дворот имаме многу изнајмени коли. Тие не можат да ги запленат. Значи ти знаеш дека должиш за данок. Знам. Не грижи се ти. Се ќе се среди. Нема да остане никаков долг. Ај сега кажи ми, ќе можеме ли да го средиме ова место, а? Бога ми, тато, не знам. Како не знаеш, синко? Види, јас купив една нова машина. Таа ќе не спаси сите нас. Еве, ова е новата машина. Нова ли е? Нова. Велам нова, ама малку е искористена. Јас ја купив. Тато, зошто фрлаш пари на вакви старомодни работи? Ова ли ќе не спаси нас? Не е како што мислиш ти. Види. Што ткае ова, што ткае? Што ткае ова? Кесе. Кесе? Да, кесе. Тато, после појадокот сакаме да одиме кај реката. Може ли? А зошто? Крпите што ги ткаеше да Илгјун, сакаме да ги переме во реката. Па нели нема бигор во таа вода, ќе ги спереме, ќе станат меки, не се секире. Ајде, тато, дозволени те молам. Добро, одете. Тогаш ајде веднаш да се подготвиме. Не брзете, не завршивме со јадењето. О, Господи Боже. Пак ме убедивте. Што е, беага? Што си намуртен? Не прашува Исмаил, не сум расположен. Што се случи, ајде кажувај. Што може да биде? Моите биле во криза за пари. Треба да им испратам пари, ама не можам да им испратам. А зошто? Затоа што немам превоз до селото. А тебе, господјо Муктар, колку пати ти кажав дека треба да има превоз до селото? Што ме гледаш? Ама нема! Леле бе, не викај бе, Исмаил. Тоа е леснор.
Денес колата нареша, така ќе оди во град. Оди и ти со него. Ајде сега, станете и донесете ја баба Нурие, ајде. Абе, ние да не сме четирите тркала на баба Нури, а? Абе, братче, не зборувај така, бога ми, тешко ми е, те молам, немој така. Абе, уште ли стоите? Ајде, одете бе, ајде. Синко, без дозвола на баба Нурија не можете да земете девојка од ова село. Ајде да ве видам. Немојте да ја навредите жената. Ајде. Не ке беше лошо да донесеше минибус во селото. Минибус па минибус, главата ми ја пукна бе, Што си ајде. запнал за тој превоз, бе? Ајде, бе. Дај прекине веќе. Ние одиме. Значи, и Ерол доаѓа со вас. Ајде, имајте пријатен ден. Тогаш Ерол нека го носи ова. Добра идеја. Ќе го носам. Девојки, донесете го магарето. Ерол премногу го натоваривме. Ерол стана Ерол. Јас ќе го донесам. Добро дојдовте. Подајте му за една карта. Ке се симнам на згодно место. А пред малце застанавме бе млада дамо. Ова не е играчка да застанеме кај ќе ти текне. Господе. Ако сакаш до дома, до соба да те однесам. Повели. Абе, момче, ајде ти оди назад. Види, господица, ова стои на нозе, ти, ајде. Добре, дојдовте. Тато, доста веќе не ми е добро, нека престане овој. Доста бе, ти не го слушај него, продолжи, ајде. Овој 4 години студираше во Америка, сета нечистоти е собрана кај него. Истри го, ајде. 3. Абе, човекот кожата ќе ми одере. Не е точно, тоа не е така. Што е тоа? Кесе, ама зошто? Бидејќи тоа кесе свилено. Што значи свила? Значи мекост. Кој го прави? Најквалитетното свилено ние. Најдоброто, најквалитетното, најбавото е кај нас. Мисли на тоа. Бога ми, нозата ми потекоа. Многу се изморев. Ако си многу изморена, ти каче се на магарето на зјун. Само немој повеќе да се измориш. Ама нели е греото и магарето, им товарот ќе го носи е мене. Тогаш вака да направиме. Јас ќе ги носам бопсите, а ти качи се на магарето. Е, така може. Еј, кај одите вака? Одиме до реката. На кој дел од реката? Покрај реката Јапрак. Аха. На која страна? На делот на нашата страна. А да дојдеме и ние? Навистина реката е сечија река. Ако сакате, дојдете и вие. Да, ама прво побарете дозвола од брат ви, па дојдете. Точно кажа ти. Да го прашаме бато. Да го прашаме брат ми и ќе дојдеме.
Добродуша, прашајте го. Не смеете без дозвола, не може. Не може, не може. Доста е веќе. Застани, господине! Како е? Добро е вака? Абе, ќе го задавиш, и пушти го! Пушти го, бе! Пушти ме, бе! Пушти ме! Еј, ќе го убиеш, бе! На лизгаво место сме. Човекот ќе ни прави проблеми. Во кој век живееме? Има ли луѓе што да така да ги тријат? Тоа не е така, погрешно е, ти знаеш. Ама има се уште луѓе што одат да се тријат. Колку мина го прават во државава? Тоа можеш да ми кажеш? Многу има. Барем 1/3 одат да се тријат, а тоа значи дека 25 милиони луѓе користат кесе. Уште вели 25 милиони. Слушај, тато, и 25 милиони да продадеме пак ни нема спас. И ти ли ќе мучиш што да работам? Јас те школува во Америка. Јас те израснав, те направив човек. Разбра? Сега и ти ќе направиш се што можеш за да ја модернизираш оваа фабрика, за да ја спасиш. Направи ме ти мене мистер Фико и ништо друго не сакам од тебе. Со кесе. Да. Бато, застани малку. Бато, Што е? може да одиме до реката? Каква река? Од кај ви текна сега тоа? Каква река? Од каде ти текна? Од каде до сега? Мори смотана, нели керките на Дујџуно ти доа? Да, бато, дозволи да одиме и ние со Дада? Слушнете ме мене. Немојте да ме нервирате. Одете дома, ајде. Оди, ајде. Не ме гледај како не салам, оди ти рекот. Бог да чува. Бог да чува. Абе, Исмаил. Мене ли ми зборуваш, бе? Или на овој му зборуваш? На кој од нас му зборуваш? Што правите вие? Што да правиме? Бабата ја носиме во кафеана. Учителска Слушнете ме. должност. Сакате да ви направам едно добро, а? Ајде да видиме. Ви седам на рамениците, тука е високо, многу дува, ајде. Слушајте ваму. Керките на Дузгјон отидоа по крај река. На вистина ли, бе? Ајде се гледаме. Трчете, бе, трчете. Да има малку ум, ќе беа ненормални, ама воопшто нема... Бог да чува. Полека, бе, полека. 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 Симнете ме полека. Полека ви велам, бе, еј, полека. Ајде. Полека симнете ме, ајде. Полека, бе, полека. Хајде и ти. Застанете. Зошто се брзате, еј? Абе, браче, терките на Дујџун отеште кај реката. Ако сакате, ајде. Ајде, бе, ајде. Значи одат кај девојките. Ех, бе. Бога ми, сега е мекичко. Девојки, дали косата омекнува од оваа вода? И косава ќе ја омекне бидејќи нема бигор во водава. Ај, да влеземе во реката, да се избањаме убаво. Аха, да. А што ќе правиме со Ирол? Тоа е моја работа. Јас ќе го средам него. Ерол. Повели Насгон, ти треба нешто, а? Кажи. Да, многу сум жедна. Ќе одиш да купиш сокча? Заремлем биодел, веднаш ќе се вратам. Купи за себе. Значи мислиш и на... Не. Добро, брзо ќе се вратам. Готово ли е? Ајде, дојдете Јува да го закачиме на дрвјата. Ајде.
Еве, повели, денешната порција. Да си ми жив. Да не си ти никој во селово, нема да ми даде чоколадо, никој. Да знаеш колку вредам. Да си ми жив. Добар ден на сите. Пак си добила подарок. Добре дојде. Добар ден. Господе, фала ти. Не ги гледам Исмаиловци, каде се? Од кај да знам јас? Не викај. Сите Исмаиловци отидоа покрај реката. Зошто? Треба да знаеш зашто отидоа. Јасно му е, јасно му е. Дозџун? И како си? Да кажеме, добро. Што се случува бе, каде отиде овој? Отиде покрај реката. Зошто? Да ги истепа малку ќерките. А зошто? Кој не си ја тепа ќерката, сам се мава по глава. А зошто сум јас овде, тоа не ми е јасно мене. Не знам, навистина. Зошто си овде? Не знам да вие се стрчавте, јас тргнав по вас, ете стигнав до овде. Еј, жими се, ти откачи скрос, ептен се збуни, нели? Нели бе ти си заљубен во јапрак? Па што ме кабараш да трчаш по нашите девојки? Слушај му, ти остани овде и чувај стража. Ако дојде Дозџунага, почни да свиркаш, да не предупредиш. Човекот може да дојде со кола и да не фати на дело. Ајде, ајде. Што правите вие тука? Ау, појма немавме дека вие се бањате, жими се. А зошто скришум не гледате? Ајде, одете. Ајде, бегајте веќе. Леле, тато! Бегај! Врви се! Бегај! Ќе видите ви убаво, сега ќе ме фатам еден по еден. Ќе ве исте само ќотек. Тргај се, тргај се. Каде одите? Каде одите, бе, луѓе? Бегај, Дозџун доаѓа, бегај! А сега? Што правиш, Дозџунага? Да правам, тепам со ова дрво. Кој успеа да избега? Ајде бегај ти! Кошките ќе ти ги искашам. Види ги ти нив. Абе, ти реков да бегаш, ќе ти искашам. Ќе ти искашам целиот. Види го, пуште ми зборува. Ќе видиш ти сега, дојде ваму, не бегај. Кошките ќе ти ги искашам и тебе на сите. Кошките ќе ти ги искашам. Ќе ви покажам јас на вас. Колената ме болат. Доаѓам, бе, доаѓам. Ај, Исмаил, бе, што се случува, бе? Што ви е на вас? Што се случило? Не прашувај да демине, се случи страшно нешто, не се разбравме. Видете сега, Дозџунага погрешно не свати. Ние отидовме кај девојките да ги прашаме како сте, што правите. Ама девојките се бањале во реката. А ние од каде да знаеме дека се бањаат? А после чичко Дозџун дојде и сите не напика, знаеш. Исмаиловци, слушате ваму, бе. Дали бе вие го положивте испитот наш да им се пуштате на девојки, бе, а? Уште ли испит? Уште ли испит? Добро, прифаќаме. Ние одамна сме спремни да бидеме домашетовци. Јас па од кога сум спремен? Јас уште од пред вас сум спремен. Јас нема потреба да бидам дома, зет. Јас сум овдешен. Како така зборуваш со мене, бе, пред сите? Муфтар, зарем не гледаш, бе? Слушайте ваму. Не е лесно да се биде зет во наше село. Ке се стрпите малку.
Ај, колената, нозете ме болат, колената ме сврбат, лелелелелелелеле. Добро, ма баба, добро, баба, добро. Раздодевно е на жената. Земете ја, однесете ја дома, ајде. Ајде да ве видам. Ајде. Еден, два, ајде. Три. Држи. Добро. Држи добро. Ајде, оди. Оди. Ајде, господе. Ајде, да тргнеме. Уф, Боже Господе, што ќе му кажеме сега на тато? Ќе не убие сите поред. Вие смислете нешто, јас ќе се извлечам некако, нели сум малолетна? Илгјун, што сме ние виновни? Ние не отидовме да се најдеме со Исмаиловци? Ете, тие дошле по нас. Така е, ама дали тато ќе не разбере сега? Ха? Каде тој будали отерол? А? Зошто не беше покрај вас? Зошто? Отиде да купи сок. Сок ли? Да, многу му се пиеше сок. Не остави нас и отиде по сок. Мислам, на сите ни се пиеше сок. Бевме многу жедни, тато. Ајде, девојки, дајте ми чаша вода. Душата ми изгоре. Господа чувај да брани. Што правиш ти? Молчете. Најдов еден на интернет, со него се допишувам. Леле, вистина? Ајде, девојки, тргнете ми се. Кој е тој? Па не го познавате. Бил од Истанбул, од Бебек. Долго време се познавате? Ова што зборува? Ама сега е во Бебек. Тоа е населба во Истанбул. Уф бе, на мира не ме оставате. И јас сум од Истанбул, од Момина кула. Значи близко сме, а? Да се најдеме некаде, што велиш? Брате, намачкај ме со ова. Што е тоа, бата? Крема. Абе, тргни ми се, ти бога, знаеш колку сум зафатен, најдов девојка на интернет и сега со неја се допишуваме. Ај, Господе Боже. Тето. Кажи, тетино. Намачкај ми го грбот со ова, се вртам по куќава, никого не најдов. Зет ми ги отпуштил сите слуги и помошнички. Да, ситуацијата не ни била добра. Денес мене ме зароби. Аха. Полека, тето, полека. Добро, тетино. Прво полиција ми ја заплени колата. Па машината за производство на кесе сакаше да ми ја покаже. Аха. За да го тестираме, кесето ме однесе во Амам. Човекот ми ја одра кожата триејќи ми го грбот. Потоа запна фабриката да ја модернизираме. Затоа ли дојдов во Турција? Не требаше да се вратам, затоа ли дојдов? Не зборувај така, некое време зет ми е во криза, се занимава со старомодни работи, има надеж во тебе што да прави човекот. И немој да се грижиш за колата, земи ја мојата. Со твојата бев, тето. Мојата кола ли ја зема? На име на фирмата е и неа ја зема. Ај, наеднаш ми се покачи температурата. Оф, ај, Господе Боже. Вие ми останавте аманет од мајка ви ваша. Немојте да ме растажувате. Уште малку живот мене ми остана. Не ми правете вака. Погледнете ја Сонџун. Научите нешто од најмалата сестра. Влезе в соба, се затвори и си учи. Како рекне старите, учењето е најдобро нешто на овој свет. Покрај се мора да имате нешто во животот. Мора да имате. Стремеш? Не. Намена? Не е тоа, заборави што беше тоа... Цел. Да, цел. И покрај се во животот мора да имате своја цел. Дали ме расправте? Ајде сега. Ајде, одете, фатете се за работа. Ајде, работете. Боже, колку било тешко да си татко на 4 ќерки. Што напиша сега? Реков дека сум во Истанбул. Рече близко сме да се најдеме. Ти што рече? Па не знаеш што да кажам. Чеки, што пишува? Зошто замолчи? Зошто не пишуваш? Да не си зафатена? И што ќе кажам сега?
Девојко, напиши дека си зафатена, да добиеме време. Добро кажа. Чекај да напишам. Вие навистина претерувате? Што рече тато пред малку? Значи, добро ма, дадо. Застани малку. Добро, правете што сакате. Зафатена сум, почекај ме малку. Ама, ајде ми издодеа, веќе ќе треба и да станувам од компјутеров полека. Ајде. Бога ми стигна порака. Што вели? Ми вели ќе станам. Што да правиме? Ти вели да се најдеме. Како бе да се најдам со момче од Истанбул? Тоа е невозможно, да летам ли треба? Си најде момче од Истанбул. Не се откажувај лесно. Да зборувам уште малку. Да, барем ќе добиеме во време. Дали знаеме на што личи? Не знаеме. Може некој одвратен. Да. Пишувај. Ако си сериозен со мене, испрати фотографија па да одлучам дали да се видиме. Убаво кажа. Пишувам. Бара фотографија. Добро бе, ќе испратиме, ајде. Не ранимајко, човек би го оставил тоа и би седнал да разговара со брат му. Знаеше да ми бараш лаптоп кога доаѓав од Америка. Само секунда да одберам фотографија и веднаш доаѓам. Еве сум, доаѓам. Ако не дојдеш за 3 секунди, јас ќе те сликам одовде. 1, 2... Бато, чекај бе! 3... Леле, испрати, види. Отвори, ајде. Што направи бе, Бато? Стаклото го скршивме. Ама ово е повозрасен? Да. И сега што да правам? Сега, знаеш што, Душо? Сега испрати фотографија од Дада Илгјун, за да продолжиш со муабетот и готово. Да, и онака Дада Илгјун е најубавата. Добро велиш. И онака само возрастена Дада Илгјун му одговара на овој. А да испратам фотографија на Дади да продолжам со муабетов, Каде има нејзина фотографија? Чекај. Нели не бевме на свадба во градот? Тогаш беше облечена како градска жена. Одам да ја најдам. Уди брзо, ајде, трчај. Дада Илгјун прв пат во животот ке има момче, а нема да знае за него. Ако ма, Дадо, за се има прв пат, нели, Нели? Сега да го отвориме сокот. Ајде, пи сега. Добро. Пи. На екс. Испи го до крај. Немој да го оставиш на половина. Слушај, ваму. По било која цена, не смееш девојките да ги оставиш сами. Моите девојки, моите ќерки се најдрагоцените нешта во мојот живот. Пи. Испи го до крај. Не разбраш што ти зборував? Ајде сега, гледај си работата. Неспособен еден. Да видам. Бога ми, ова е убава. Сега да ја префрлам на компјутер и да ја испратам, ајде. Ете се случи. Да испијам еден чај, па ќе го соберам стаклото, ќе ми помогнете, добро? Добро. Бато, нема навистина да одиш во Америка, нели? Што да правам? Тато запнал да работам во фабриката и сака да ја модернизирам. Како можам да одам? Браво. Види го ти, тато. А мене ми велеше ќе видиш, ќе најде брат и девојка во Америка и таму ќе остане. Ќе стане домазет и нема да се врати веќе. Тргни се. Зарем сум човек за домазет. Зошто бе? Јас пак сум. Ако е убава девојката, зошто да не? Леле, колку е чуден. Ти ако најдеш убава девојка, ќе не напуштиш, така ли? Леле! Кој го скрши стаклово, бе? Джунейт, слушамо.
Пак ли играше ти се топката, а? Зете, стаклото пукна така наеднаш од нигде никаде. Изгледа има голем урок над нас, ама остави, се тргна урокот. Нека се тргне, нека се тргне. Ајде, ние дојди да се напиеме чај. Јунако мој, почна ли со работата, а? А ги контролираше ли тетратките? Не, тато, не ги прегледав. Вечер ќе ги разгледам. Многу се изморив денес, сама умот ме стопи. Еј, ова зете, зошто ми ја заплениле колата? Тоа не е така, не е како што мислиш ти, не е како што мислиш, ова е нешто друго. Елма сосема друго нешто, значи привремено нешто. Ќе следиме за неколку дена, малку имаме криза со готовината и така. И помошничките си ги отпуштил, сета работа остана на мене. Види, стаклото не успеав да го соберам, децата беа гладни. И тоа ќе помине, за кратко ќе помине. Ферит ќе се фати за работа и полека се ќе средиме. Слушај, дојди малку со мене, ајде, сакам нешто да ти покажам. Аха, добро, доаѓам, зете. Добро. Ајде, да видиме. Види го, бе, тато. Се однесува како да не постојам воопшто овде. И човекот нема никаква корист од тебе, што да прави? Порака ми стигна. Каква порака? Бато, си најдов девојка на интернет и зборувам со неа, еве. Добро ни оди, да знаеш. И побара фотографија, па изгледа тоа ми прати. Кој знае што направи? Ништо не пишува. Може не му се допадна. Не знам. Ајде. Што се случи? Погрешка твоја фотографија сум ми испратил на девојка. Како така? Зошто си направил така? Па поради тебе да изгледа испратив кога ме удри по глава со топката. Ти се допаѓа ли? Ми се допаѓа, но... Колку години имаш? Леле ме прашува колку години имам, што да пишам. Напиши ги годините на дада. Прво прашај го, тој колку години имал? Точно велиш, чекај да прашам. Навистина, што правиш таму? Бато, погледни ја те молам, дојди погледни ја. Ајде, од интернет ли ќе најдам девојка? Абе, многу убава девојка, ебе, види ја каква е. Ајде, 25 години имала. И? Што да правиме? Не постара е за мене. Ти колку години имаш? 25. Леле, 25 вели, врсник со дада е овој. Бато, со среќа нека ти е. Прекрасна девојка си најде. Џунеид, престани со тоа. Што правите сега? Да, дојди, најдовме згодно момче за тебе. Што зборувате вие? И тоа од Истанбул. Дојди ме дадо погледни веќе. Не сакам, не е реално. Ова е виртуелна реалност, дадо, човекот не може да те види, дојди. Ај, реков не може? Ај, колку е тврдоглава, погледни го, ма. Што ќе те чини, види, види го каков е, види го. Погледни ја, бе, ајде, ајде за мене погледни ја. Нема да умреш сигурно, не се пропушта ваква девојка, гледај. Бога ми се глупираш. Ама ајде, дадо. Да не се скамени, бе, бато, што правиш? Молчи. Како ти е името? Илгюн. Ето? Ферит. Каде живее девојка? Кај моминската кула, бато. Може да се најдеме кај моминската кула. Сакам да се запознам со тебе. Што зборува овој? Па ти си од Истанбул, така знае.
Што направима, Дадо? И па рече да се најдеме, реков не. Кажете ми како да се најдам со него? Што е бе, бато, те погоди разговорот, а? Не, девојката ми исклучи. И што ти е сега, како тажен да си ми некако, а? Не се смеи. Криена, бато. Што криена? Тој е никнеймот на девојката. Отвори, ајде. Бенгису. Што да правам, бе? Многу ми не достигаше, дојди вамо. Што правиш, Бенгису? Многу ми не достигаше, што да правам. Дојди. Абе, газда, добро те разбирам, ама возилото се расипа по пат кога го носев на перење, ми застана. Па што можев да ама рано наутро, значи, види, рано наутро ќе го земам, вечер не можам да ти го донесам минибусот, утре ќе го земам сега, Дали сум на пат? Се слуша? Ама тоа е друг минибус, јас се качив, абе, го оставив мојот. Сега одам на кај дома со друг минибус, бе, газда, Абе, не ми се верува. Како може човек да толку да не му верува на својот возач, значи? Боже Господи, не ми се верува, ова е срамота. Ајде, имај пријатна вечер, ајде, затворај. Ајде. Господе Боже. Што чуден човек, бе. Добро вечер. Може заедно да попешачиме, убава господја? Ајте, молам, тргни ми се. Добро тогаш, ако не пешачиме, можеме да играме оро, Каде се задржа коптагел мој? Па цркна под работа, душа. Мислиш лесно е да се собере прометот на толку минибуси, Бога ми, окапав. Коптагел, дали ме сакаш мене? Абе, види ја што збор. Како да не те сакам, секој ден се повеќе те сакам. Абе, јас умирам по тебе. Елмас моја, блескаш како сонце, знаеш ли? Блескаш, душа. Сакана моја, дуди маму. Држи се, држи се. Ферит, зошто си толку замислен? Да не си тажен што се врати во Турција? Не, нема врска со тоа. Зарем не ти недостасував? Ти беше таа што ме напушти.
Згора на тоа ти беше таа што се фати со мојот другар. Зошто да ми не достасуваш? Добро бе, добро, направив грешка. И јас го заборавив тоа. Заборави ти. Како очекуваш да заборавам? Јас може би ќе исправам мојата грешка. Ќе ми простиш, од кај знаеш? Ајде сега стани да танцуваме, да се забавуваме малку. Ти оди, подоцна ќе дојдам. Ветуваш? Ветувам. Тогаш бакни ме. Земи си ја книгата. Ајде. Елмаз, душа. Коптагел мој. Елмаз, дали си го видела најголемото нешто на светот? Што значи сега тоа? Лудак. А ти, што си мислеше, што е најголемото нешто на светот? Не знам. Што е? Мојата љубов кон тебе. Чека, ти што си помисли, мај Господе Боже? Мојата љубов кон тебе е како атмосферата на светот, го гушнала целиот свет, цврсто го прегрнала вака. Ај, Коптагел, колку убаво зборуваш така? Душо, па ти си ми инспирација, бе, злато моје, ти ме предизвикуваш да говорам такви реченици кои не можам и да ги смислам. Невозможно. Да продолжиме со нашата љубов, може? Што е ова? Фотографија? Абе, ваков срам во вафи луксузни ресторани, како влегуваат вафи види го, бе, уште ме слика, бе, ало, еј. Бога ми помислив дека се новинари. Порано бев новинар, господине. Види го уште слика. Абе, Келер, те молам, можеш да му кажеш на Претелчево да се изнесе? Во ред, господине. Ќе си одам, немојте. Види го, бе, уште ми зборувај. Што светло ќе беше она ме оќорави? Ферит! Дојди, ајде! Ајде! Оф! Што му е на брат ти, бе? Се запозна денес со една девојка на интернет, таа го има маѓепсано изгледа, знаеш? Значи имаш друга во твојот живот? Што значи сега тоа? Џунејд така ми кажа. Си ја нашол на интернет. Зашто станува збор? Ова, види, мора да ти биде јасно. Нема корист од девојка најдена на интернет. И сите фотографии се со фотошоп, сите се насмеани и ќе те измамат. Дадо, што правиш ти тука? Состојање ли ќе ги решиш проблемите, ма, Дадо? Изгледа мисли на Ферит. Дадо? Да не се залюби случајно? Душа, може ли човек да се влюби на прв поглед со гледање на една фотографија? А и кој знае кој е тој? Се бара ли девојка на интернет и кој знае дали е испратил неговата фотографија? Може би е некој никаков, не знам. А може би е некоја фотографија од странски актер, а? Ти вели да се најдеме. Да не беше негова фотографијата, зарем би сакал да се најде? Ке се плашеше да не се открие лагата. Сите одлетавте. Јас сум од ова село, а тој е во Истанбул. Што да направам, да му кажам да дојде во селово? Или јас да одам во Истанбул и самата не можам да одам ниту до реката, а камоли? Како да одам во Истанбул? И како сега да му кажам дека не сум од Истанбул, туку сум од село Сакликјој? И да дојде момчето овде, како ќе се извлечам од Ерол и од тато, да се најдам со него? Ајде, кажете ми дека го средевме тој дел. Дали јас воопшто сакам да се најдам со непознато момче? Јас сум тирка на тато. Не сакам да се гледам со непознати. А особено не со момчиња од интернет и точка. Кој си ти, брате? А ти кој си, што е проблемот? Што правиш ти, еј? Бато! Што си мислиш? Бато, види го овој, бе? Застани. Зошто да застана, беј?
Што е, бе, што? Како што е? Дојди вам. Бато, Дојди вам. Бато, Дојди вам кога ти кажувам. ме текне, Бато. Ферит? Дојди вам, Тргни се. Тргни се, ќе те убија. Готово, готово. Ќе те убија. Дојди вам. Дојди вам. Полека, Тргнете се. Тргнете се. колку убаво се најадов. Бога ми да. Ако сакаш кафе да пиеме на друго место, а? Може, добра идеја. Одлично. Келнерс, сметката, братче, ајде. Гром да ме убие. Што е? Паричникот ми го нема. Како го нема паричникот? Сум го заборавил. Што? На маса додека го собирав прометот, еден куп пари, знаеш. Паричникот го ставив на маса до парите. Изгледа и паричникот сум го заклучил во сефот, заедно со парите и ете. Сега сум без паричник, ете, сега ми текна. И што сега, што ќе правиме? Што ќе правиме сега? Елмаз, душо, види, срам ми е да кажам, но ако имаш пари, ти плати, а јас после ќе ти вратам, не е проблем тоа. Ај добро душо, а мора ли после да ми ги вратиш? Не е проблем дали јас или ти ќе ја плаќаме сметката. Навистина? Не, јас ќе ти ги вратам парите. Не може тоа така. Ајде, душа. Со картичка ќе плаќаш? Да, со картичка. Повелете. Со картичка плаќаме. Картичката ви е блокирана, нема средства. Што се тоа средства, што е тоа? Банката е блокирала картичката, веројатно има забрана. Денес си ни е запленето и колата ја заплениле денес. Не знам што ќе правиме вака. Јас сум тука, бе, душо. Дај ваму сметката, дај да видам јас. Ајде, побрзо. Не грижи се, душо. Ај Боже. Ај. Ај се заглави ова. Чекај да запишам. Еве, вака. Го запишав мојот број. Добра? Ете толку, не е проблем. Дај да видам само колку е сметката. Ништо не е ова. 750. За салата ли ме, братче, 750, не ми се верува. Добро, супер. И онака само салата јадевме. Значи, толку е... Добро, супер, браво. Сметката не е проблем тоа. Знаеш, тоа е тоа. Знаат со вакви фирми кога се соработува тоа, многу ми се допаѓа. Тоа е тоа, ете. Волна платена е се, не е проблем. Прекрасна фирма, знаеш што е квалитет. Гледаш, ни гледаат низ прсти. Ќе средиме со телефон. А сега, чекај, извини, малку ми звони телефончето. Не е важно. Ајде. Кој е ова, бе? Ало, повелете. Јас сум, господине. Види го. Гениален седен, браво. Ми го провери телефонскиот број, така е. Сега чест, браво. Браво, добро, утре ќе средиме, ќе се видиме лично со тебе. Океј, ме разбра? Ајде, утре ќе средиме и ќе се договориме, а патем, слушај, поздрави го готвачот и да му се позлатат рацете да му кажеш, одлично готви. Ајде сега и немој да трошиш веќе, затвори го телефонот. Утре ќе се видиме. Ајде. Ајде да станеме сега, душа, ајде. Пенкалцот, а не, моје беше. Ајде. Зошто правиш вака? Скокаш на се и не ставаш во неволја. И од кај да знам, бе, Бото, дека била зафатена девојката? Си се навикнал да уживаш во секоја средина, да и се пушташ на секоја, не ти текна на вакво нешто? Ајде, одиме дома. Искрено, Бото, многу лошо ги истепав тие сите, ама и мене некако грбот ме фати, ме боли, да знаеш, чекај малку. Раката, тргни ја раката. Немам кожа на грбот, дали разбираш? Оди, Џунейд. Како сега ќе си одам дома? А немаме пари ни за такси? Најдобро да му севам на Ферит да дојде да ме земе од овде. Не се глупирај, душо, ќе те префрлам јас дома без гајлет. Молам, јас ќе те како ќе ме однесеш? И ти немаш пари за такси. Ако бе, душо, прво ќе те однесам тебе, потоа ќе одам дома и ќе му платам пари на таксистот. Немој да мислиш на тоа. Хајде да најдеме такси, хајде. Хајде, не мисли ти на тоа. Господ е севишен, ќе најдеме некој решение. Дај Боже.
Инаку не ќе можеме да си одиме. Абе, ова е мој минибус. Твој минибус. Чекај да видам, чекај. Дојди. Господе Боже. Абе, значи, возачот тука го паркирал и заминал, бе, не ми се верува. Види, срамата. Види, глупо ми е да кажам, ама имам 62 вакви минибус. 62. Да умрам, душо. Извини. Ете, едниот е овде. Што да се прави? Божја волја. А знаеш што ме текна? Да си одиме со него. Го имаш ли клучот? Се разбира дека имам еден универзален клуч кој ги отвара сите 62 минибуса. Па нели се мој? Така, што да се прави? А ти дали си моја, кажи ми? Твоја сум, коптагел мој. Хеј! Ај, коптагел, нешто се случува со мене, срцето ми рипа од среќа. Нека рипа, не разбираш сега, ама нека рипа. Таму си? Што правиш, душа? Ништо, твојот пишува порака, прашува дали си таму, дојди да видиш. Дојди, ајде, дојди. Дај да видам. Ајде, легни се сега.
Елмас. Коптагел мој. Што е сега, бе? Смали го малку гласот. Потивко. Смали. Што се случи? Што сме направили? Што е? Што правиш овде, бе, брат? Се паркирали овде? Абе, пријатели, види. Покажете ми табела за забрането паркирање и готово. Не е проблем, ама нема табела, тогаш не е забрането. Каква табла, бе, брат? Ове пристаниште не е пат да има табла. Пристаниште? Добро, тогаш ќе го тргнам возилото. Видете, нема табела, значи нема да ми пишете казна, нели? Ние, видете, секогаш ги поддржуваме полицајците. Се смеете, значи нема казна. Ајде, добра ноќ. Добра ноќ. Душа, влегувај. Ама ме напна. Влези. Браво за тебе. Што се случи? Чекај, да видам. Што? Еден бакнес, еден да... Браво за мојот син. Работи до касно во ноќта. Браво. Тато, не можеш да заспиеш? Нема такво нешто. Штом ти си се фатил за работа, јас не се грижам за ништо, јас тргнав во купатилото да се напием вода и ќе си легнам, Добра ноќ, тато. Ајде се лесно нека. Единствен мој на овој свет. Опа! Добро вечер, господине Фикри. Каква вечер, бе? Еден час утре, после полноќ, што бара овој овде, Елмаса? Што бара овој овде? Пиевме кафе, зете. Пиевте кафе? Се пие ли кафе во ова време, бе? Немате ли време преку ден да пиете кафе? И онака сега бегам. Ви посакувам добра ноќ, господине Фикри. И тебе, ајде, оди, излези навор, ајде. Дај навор. Барем да го испратам. Ајде. Добра ноќ. Немој да не настинеш. Елмас? Молам, зете. Слушај, амон. Кај го најде ти овој коптагел и го донес овде, човекот е вистински вол. Не, зете, бога ми не е вол. Тој е најдобриот и најљубезниот човек на светот. Многу сум срекна со него. Дори тој е единствениот човек на светот кој ме прави срекна. Пеперутки летаа во мене. Срцето вака так ми чука. Не, мој бе, Елмас. Не ли гледаш и ти господа? Добро, зете, малку чудно се однесува, ама така е затоа што е природен. Згора на се е многу богат, има 62 минибуси. Ајде! Да, ти најдов богат баџанак. Тоа не е така, не е како што мислиш ти, ништо не е како што мислиш ти, не е така, не. Може да е богат, ама јас не го поднесувам. Нека стои далеко од мене, ама нека биде блиску до Бога. Горет? Прави што сакаш, само да не се појави пред мене. И тоа воопшто не го сакам. Останав помеѓу зетми и мојот сакан човек. Сега зетми во никој случај нема да попушти, а во меѓувреме коптагел, зетми, и не знам. Коптагел? Што е, душо? Сват, сум заборавил нешто и дојдов по него, знаеш. Што си заборавил? Паметот. А покрај паметот и телефонот ми останал овде, па затоа. Добро. Зет ми нема да стане. Ако сакаш оди во дворот, ке дојдам да пиеме кафе. Ме убеди. Добро. Ајде. Види. Ферит? Да? Јас сум бе зети коптагел. Тетка ми раскажа за вас.
Здраво, како сте? Чекај бе, зошто ми персираш? Дај, достави ги тие документи, формални, нормални работи. Дојди, не родни ни сме. Дојди бе, маму, да те бакнам. Лавчина. Што се случува? Машала, што да се случува? Се запозна со Зети Коптагел, што да биде? Дај напон, Кирко, дај напон. Дај. Сега ќе дојдам. Ти имаш уште малку време. Еве сега ќе дојдам. Дојдов. Ајде уште малку. Злато. Фикри! Господа и даде здравје, твојата Машко ти роди. Машко ли е? Господе, татко, моето е Машко! Тато, добив син! Тато! Тргни се, бе! Тргни се! Боже! Боже! Од кај сега тој Фикри ми влезе во сонот? Како така, зар постои држава без минибуси, господе? Што се случува овде? Ај, зете, зошто сега стана? Овој човек пак ли е овде? Поради него се расони. Секој му е станување, овој човек е овде. Ама... Господине Фикри, телефонот го заборавив овде и дојдов да си го земам, потоа се сретнав со Ферице, запознавме и малку муабет и тоа. Еве, бегам, ајде, пријатен ден. Види го бе, вели пријатен ден. Господине Фикер, за кратко ќе се раздени. Кратко Фикри. Абе, добро, господине Фикри, реков, за кратко ќе се раздени, затоа велам пријатен ден да имате. Еј, господе Боже. Губи се, ајде губи се. Јас да те испратам, Душо. А јунака ме избрака, сега дали ќе ми испратиш или не, исто е. Ајде. Ќе се видиме, Ферице. Дојди, Душо. Ај, господе Боже. Од врата го бркаме, тој ни влегува од очак. Бог да чува. Ферит, синко, ги погледна ли сметките? Ги погледнав, тато. Заглавени. Нема такво нешто, не може, не. Ти како така брзо донесе заклучок, Се донесе ли толку брзо заклучок? Тато, нема потреба да се навлегува во детали, се е јасно. Не можеме да ја модернизираме фабрикава. Можеме. Не можеме. Вела можеме и готово. Не можеме, невозможно е. Ти подобро ли од мене знаеш, Па и јас нешто знам. Не, тато, не мислев така. Тогаш прави што сакаш ти. Секако, ќе правам како што сакам, ама нема потреба од тоа. Зошто тебе те школував? Тато, послушај ме. Да ја продадеме фабриката пред да банкротираме. И? Барем земјиштето ќе вреди некоја пара. Потоа со тие пари ќе почнеме со градежништво. Не. 100-годишниот Сабит Пазар Текстил да стане градежна фирма Сабит, така ли? Нема такво нешто. Не може. Таа фирма е наша инспирација. Никому јас не ја давам. Никому не ја давам. Никому не ја давам. Никому. Што ќе правиме? Има ли пари да ја модернизираме? Има. Каде? На село имаме ниви наследени од дедоти. Навистина? Навистина? Му бев луд на дедоти и заради тоа не зборував со него за тие ниви, ама тој веќе почина и ќе одам, ќе ги продадам да не видат од корист. А ако не ги продадам и нив ќе ги запленат и така да... Добро, ајде, да. Ајде, добро, ајде. Какви ниви?